Фотостудијата и видеопродукциите за свадби и настани, самостојни вршители на фотографска дејност и правни лица, кои вршат набавка и дистрибуција на добра, се здружија во комора, која има за цел да ги штити и унапреди правата на своите членови, а бара и да и се овозможи да издава лиценци за фото и видео дејноста, за да се стави ред во филата и да се спречи нелојалната конкуренција. 28 октомври 2020 година овде во Струмица имавме основачко собрание за формирање на Стопанска комора за фотографска и видео дејност. Реално, да не беше корона кризата, можеби никогаш како фела на фотографија и видеографија немаше да се собереме на вакво случување, но ситуацијата со корона кризата не натера да бараме некое решение за да се организираме. Со запазување на законскиот рок од 30 дена за формирање на Стопанската комора, успеавме да ја формираме и да почне да функционира. Имено Стопанската комора за фотографска и видео дејност ќе има за цел да ги штити повеќе унапреди правата на своите членови и овде ќе се делува на првично за заштита на правата и интересите на своите членови, како и да се бараат законски решенија со издавање на лиценци на тој начин да се создаде ред во фелата од нелојална конкуренција и да направи да членовите имаат подобра и поголема соработка помеѓу себе. На ниво на управните тела на комората, Спасов, собственик на фотостудио, вели дека ќе имаат состаноци по региони, каде ќе вршат презентирање за тоа кои се значањата и целите на комората. Во овие денови, почнувајќи од петок, па и понеделник, вторника, исто и денеска имаме состанок, на ниво на управните тела на комората решивме да имаме состаноци по региони. Во самиот статут на комората е опишано дека на цела територија на Република Македонија имаме 8 региони и во овие периоди вршиме презентирање кои се значењата и целите на комората, да ја видиме реалната ситуација од терен, како е со правните субјекти, број на отпуштања, како се снаоѓаат и реално како преживуваат за време на оваа пандемија, од причини што ако ја анализираме 2020 година, сите ангажмани, дали помали или поголеми, а конкретно свадбите, се ставија во некоја ситуација на пролонгирање, бидејќи реално не се откажани од страна на нашите клиенти, туку се, ајде да кажеме да ја анализираме 2020, клиентите речи си 3 до 4 пати ги пролонгираа своите дати, па се решија да сега остане за 2021 година. Еден од нивните предлози е при аплицирање за лични документи, при пополнување на барањето, да се воведе обврска за доставување и фотографија, која ќе се направи исклучиво во лиценцирано фотостудио и на тој начин да се обезбеди некаква екзистенција за нив.